По речиси 2 дена од покренувањето на истрагата, судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, денеска е сослушан во обвинителството за организиран криминал и корупција. За него се бара куќен притвор и одземање на пасошот. Дејан Трајковски е пред обвинителството. Дејан, каде се наоѓа сега судијата и за што е осомничен? Како што кажа и Титања, по 2 дена неизвестност каде е точно и дали е достапен на органите за прогон, Ѓоко Ристов, апелациониот судија, во моментов е во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, каде што обвинител, според информациите кои што ги имаме, му ги предочил доказите врз кои ги товари делата кои што му се ставаат на товар, односно противправно стекнување, прикривање на имот и перење на пари. За него се бара мерка домашен притвор, како и одземање на пасош, а предлогот е веќе испратен и до кривичниот суд. Предлагам тука повеќе да видиме од соопштението на обвинителството. Денеска предметниот јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го сослуша осомничениот судија и му ги предочи прибраните докази, врз основа на кои се темели основаното сомневање дека ги сторил делата што му се ставаат на товар, ценејќи ги објективните услови што е потребно да бидат исполнети за определување на мерка за обезбедување присуство, како и субјективните што истата ја оправдуваат на судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје. Јавниот обвинител му достави предлог на осомничениот да му биде определена мерка куќен притвор. Освен оваа мерка, предложено и определување на мерка на предпазливост, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Ден пред да биде донесена одлуката од судот, прво ќе се чека изјаснување и на судскиот совет околу имунитетот на судијата. Каква е процедурата? Така, Тања, за да можат да стапат мерките кои што ги побара обвинителството, односно куќниот притвор и одземањето на пасошот, првично ќе треба да му биде одземен имунитетот на апелациониот судија од страна на судскиот совет, кој веќе закажа итна седница во 15 часот и 30 минути, па секако исходот до прва ќе се знае. Инаку ова следува откако пред 2 дена во домот на родителите на Ристов во Неготино во зид беа пронајдени 350.000 евра кои според обвинителството се стекнати нелегално, односно преку корупција и тргување со влијание. Името на Ристов се спомена и на 14 декември кога беше уапсен и адвокатот Фехми Стафа со бележани пари кои според обвинителството биле подготвени да се дадат на апелационен судија за да додели домашен притвор на негов клиент. Секако во 15 часот и 30 минути, ќе повторам, е она седница итна на судскиот совет, каде што ќе се знае дали или нема да се одземе имунитетот на Ристов, а со тоа ќе се знае и дали мерките ќе можат да се спроведат. Студио. Дејан, ти благодарам за информациите.